Вака изгледа еден филтер пред да се искористи за мерење на загадувањето на воздухот. После употребата, неговиот изглед е сосема поразличен. Тоа што го има на себе е талок од тврди честички, што македонските граѓани ги вдишуваат преку загадениот воздух. Најголем процент од загадувањето, за жал, не доаѓа од загревањето на домакинствата. Најголем процент, додека имаат оддел и многу други фактори, меѓутоа процентот дефинитивно е неспоредливо најголем кај. Овие наоди во неколку наврати ги нагласија стручните лица од лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Решивме да ја посетиме лабораторијата и да видиме кој е начинот на кој се детектира загадувањето на воздухот. Тоа што ни падна во очи е дека претежно млад научен кадар е вклучен во анализите и мерењата. Податоците земени од тежината на празни и полни филтри и вкупната работа на самата машина предвидена во целиот тој процес ни даваат концентрација на прашината на микрограми на метар кубен. Покрај тежината се анализира и хемискиот состав на содржината фатена преку филтрите. Тој дел од процесот го работи професорката Афродита Зенделска. Имаме акредитирана метода според 17025 и овој инструмент всушност може да анализира од натриум до ураниум, но ние имаме калибрација и акредитација само на некои си 30 елементи, кои што се доволни за да можеме да добиеме јасна слика за нашиот квалитет на нашиот воздух. Тоа со кое најмногу се гордее Универзитетската лабораторија е новиот мултинаменски електронски микроскоп, кој е единствен во земјава и во поблискиот регион. Со овакви уреди ние можеме да ги идентифицираме, например, многу опасните честички на азбест во воздухот, во материјали и слично. Со оваков уред може да идентифицирате на 1 сантиметар квадратен колкав е бројот на честички кои што се исталожиле и да ја дефинирате и нивната форма, и нивната структура, и хемискиот состав. Ректорот окажува дека имањето таков уред создава голема предност и конкурентност во регионот, во полето на научните истражувања. И нашата цел е да го отвориме пристапот за научници од различни области и од нашата држава и од регионот, повеќе од 80 различни научни истражувања, комплетно се поддржани досега. Се надевам сега со новата опрема тоа ќе се зголеми уште повеќе. Научниот тим во Амбикон го сочинуваат 12 лаборанти и професори. Според ректорот Мираковски, кој е воедно и раководител на лабораторијата, на македонската наука и е неопходно навремено подмладување. Обновувањето оди доста тешко. Потребно е многу поголема отвореност на овие институции за вработување на нови млади кадри, доколку сакаме да го задржиме темпото на, да кажам, научни истражувања равноправни со развиените земји. Современите лаборатории, според професорите, значат и привлекување нови кадри, а со тоа и развој на науката во македонското општество. За да можеме да имаме наука, првично мора да имаме добри лаборатории и луѓе кои што ќе работат во овие лаборатории. Значи, доколку не се лабораториите и овие уреди и овие инструменти, тешко да ќе можеме да дојдеме до точни сознанија. Поради тоа што секој лош податок или неточен податок може да направи повеќе паника отколку корисни информации да даде. И се надевам дека ако ги мултиплицираме, го зголемиме бројот на овакви јадра, универзитетите може да бидат еден од иницијаторите за подобрување на севкупните услови на живење во државата. Според годишната програма на Министерството за наука и образование, за финансирање на научно-истражувачката дејност, годинава се издвоени околу 3,6 милиони евра. За споредба, во Црна Гора, предлог буџетот за наука и иновации во 2023 година изнесува вкупно 8,5 милиони евра. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.